Добро вечер. Почитувани организатори на фестивалот Браќа Манаки, почитувани лауреати, драги гости и пријатели. Јасно е дека живееме во време, не време што ги забави, дури и замрзна нашите животи, во кои сликите од различните модели на комуникација, на едно символично, но и на фактичко ниво, престанаа да бидат подвижни. Сведочиме за прекин на нашите внатрешни и заеднички нарации, како можност за подобар живот. А таквата состојба не му е својствена на човекот, напротив, таа му создава празнини кои тешко се пополнуваат. Дури и повеќе во таа желба за враќање на динамиката на животот, на нашите подвижни слики, филмската уметност, особено во овие пандемиски времиња, е екстензијата која води кон прекинатите човечки и емоционални варијации на животот. Како што во една прилика забележа Тарковски, целта која е доделена на филмската уметност не е како што често се претпоставува да служи само како допадлив пример за разонода. Целта на филмската уметност и воопшто на уметноста е да ја подготви личноста за соочување со сите искушенија, па дури и со смртта, да ја изора и вознемири незината душа, давајќи ја можност да се врати кон доброто и благородното, кое некаде попат низ животот го загубила. Почитувани, чест ми е што сум покровител на фестивалот на филмската камера Браќа Манаки, како еден од најзначајните културни настани во нашата земја, без друго значаен и на меѓународно ниво. Имено посветен на кинематограферите, фестивалот може да се пофали со оригиналност, богата историја и чиста љубов кон седмата уметност, бидејќи е посветен токму на сликите на визуелниот јазик на животот. Благодарение на фестивалот, Битола и Република Северна Македонија се присутни на светските филмски мапи и се посакувана дестинација за кинематограферите и останатите филмски работници од сите светски меридијани. Минатата година ги немаше филмските проекции, полната киносала и возбудата што ја носи фестивалот, кој е своевиден празник за градот Битола, но и за целата наша држава. Недостасуваше гостите да прошетаат низ широк сокак и да ги откриваат тајните на градот, на конзулите кои во своите филмови го овековечија првите сниматели на Балканот, Јанаки и Милтон Манаки. Годинава и покрај тоа што, како и целиот свет, се уште се бориме со пандемијата, имаме фестивал во целосен формат, зашто најискрено им честитам на организаторите, на сите поддржувачи и фанови на фестивалот и секако на драгите гости кои дојдоа во Битола. 42-то издание на Браќа Манаки треба да покаже дека фестивалот е жив, витален и обстојува покрај се, како што мораме и во секој друг сегмент од животот да продолжиме понатаму со оптимизам и надеж и покрај сите тешкоти и проблеми кои не притискаат секојдневно. Драги пријатели, ќе дозволите да повторам една работа што ја кажав и минатата година. Токму деновите поминати во карантин, во изолација, во нашите домови, не подсетија колку подвижните слики се неопходни за нашите животи. Исто така не натераа да ја видиме разликата помеѓу малите екрани и магијата на големото платно. Да се надеваме дека нашите животи ќе се вратат во нормала, ќе има се помалку ограничувања, а се повеќе можности за животни радости и за дружење со уметноста. Ви посакувам добро здравје и посакувам успешно 42-ро издание на Браќа Манаки, за кое сум уверен дека ќе донесе врвни филмски остварувања и уметничка естетика. И благодарам.